Сега се префрлуваме на наши вести, на наши локални проблеми. Ќе одвоиме неколку минути за еден значаен протест. Велиме значаен затоа што се работи за нашите деца. Поточно во овој случај се работи за децата од Основното училиште Љубен Лапе од општина Аеродром. Овој протест го организираат родителите од ова училиште. Причина за овој протест е раскрсницата пред самото училиште, која што е нерегулирана и апсолутно небезбедна. Токму поради неа во изминатиот период имаше низа несреќи. Па да видиме кои барања ги имаат родителите. Вклучувам Ирена Спировска од овој протест, која што ќе разговара со председателката на Советот на родители. Ова што го кажав беше само вовед, многу повеќе од нив двете ќе слушнете. Ирена, добро утро до тебе, добро утро до твојата соговорничка и да ги слушнеме барањата на родителите. Искра, добро утро. Во моментов се наоѓам токму на раскрсницата која што ја спомена, која што се наоѓам на посредна близина на Основното училиште Љубен Лапе. Ова е место кое што секојдневно го минуваат стотици ученици кога влегуваат во училиштето или кога излегуваат од него. Проблемот е што на оваа раскрсница фреквенцијата е многу зголемена со проширувањето и зголемувањето на бројот на стамбени згради. Фреквентноста е голема што ги доведува во небезбедна позиција пред се учениците кои што секојдневно доаѓаат во училиштето, но и сите останати жители на општината Аеродром и од градот кои што тука поминуваат. Веќе подолго време родителите на учениците од Основното училиште Љубен Лапе реагираат дека треба да се изнајде соодветно решение и да се постави патна сигнализација, односно семафори на оваа раскрсница, но поради инертноста на град Скопје и немањето соодветен одговор, родителите решат токму денес да се соберат на мирен протест пред раскрсницата. Во следниве минути разговарам со Ана Филипчева, председател на Советот на родители на Основното училиште Љубен Лапе. Ана, да ве прашам, кога прв пат почнавте официјално да реагирате и да барате од соодветните институции, односно во случајов од град Скопје, да се интересира и конечно да изнајде решение за овој горлив проблем? Добро утро, благодарам за покривање на овој мирен протест. Видите да тоа континуитет трае. Па сигурно назад година и половина. Совет и други чинители, училиштето, родителите имаат праќано дописи. Ние навистина сакаме едно трајно држливо решение за безбедна употреба на оваа улица, затоа што имаше тука во минатото повеќе сообраќајни незгоди. За среќа нема фатален исход, меѓутоа секојдневно употреба на улица носи ризик за безбедност на ученици, пред се и на сите чинители вклучени во овој сообраќај. Сите знаат дека има проблем, меѓутоа никој не го решава. Бевме оставени сами на себе и се надеваме на вистина час поскоро дека ќе има разрешница на ова безбедностно прашање, сообраќајно решение кое што ќе биде во насока на безбедна примена употреба на оваа улица која што е доста фреквентна, кажавте и вие, и која што ја користат безмалку 1400 ученици за да дојдат до нивното училиште. Овој протест е поддржан од родителите, од учениците, од наставниците, директорката на училиштето и дури и градоначалникот на општина Аеродром. Овој протест иницијално со одлука на Совет е да се одржи донесен уште пред година и половина. И на секој состанок на Совет на родители ние го афирмираме нашиот став. Меѓутоа сакавме да избегнеме протест во насока на ако може да се дојде до целисходно решение без излегување на граѓаните на улица. Меѓутоа бидејќи презистира проблемот и немаме решение, а пред се безбедност на учениците најбитна, решивме денес со одлука на Совет да имаме мирен протест. Добивме поддршка од наставниците на нашето училиште, директорката, градоначалникот изјави дека го поддржа протестот во насока на безбедно решение на оваа раскрсница. Исто така благодарам се до медиумите што навистина покажа сенс да се покрие овој насој, не се подигне свеста пред се повторувам безбедност на премина раскрсница. Тоа е примарно, тоа е императив и тоа мора да се најде решение во следниве денови што следат. Особено ако се земе предвид дека тука има 3 витални објекти кои што се во непосредна близина на раскрсницата. Апсолутно, позади вас е МВР, лево од вас е објект на АРМ, го имате училиштето, имаме подоле и предшколска установа, градинка, каде што исто така се мали дечиња, секојдневно од нив многу тие дечиња пешки одат во градинка. Не можеме да разбираме на вистина дека е дозволено толкав временски период да помине и да екзистира овој проблем. Секој лаик што не е навлезен во таа тематика може да види колку е небезбедна и да гледате
вие што се случува во раните утрински часови. Навистина се надеваме пред се како граѓани, а понатаму и како совет на родители дека наскоро ќе имаме идено решение што ќе гарантира безбедноста. Што ако и понатаму град Скопје остане глув на вашите барања, како што беше случај до сега? Какви чекори понатаму планирате да се преземат? Дали е можно радикализирање, односно протести, да речеме и пред град Скопје или некои други мерки кои што ќе ги превземете во насока за да се најде конечно и трајно решение на проблемот со раскрсницата? Видете, ние секако по услови мирен протест ќе следиме што ќе се случи, се надеваме дека ќе има решение, искрено. Меѓутоа, доколку нема решение, на состанок на совет на родители би одлучиле што понатака како родители. Сигурно дека ќе има повеќе опции на маса, меѓутоа да почекаме да видиме. Во секој случај, се надевам дека нема да има потреба од такво ништо, затоа што мислам дека и во денешен протест и медиумската покриеност, известувањето за овој проблем ќе вроди со плод. Но, сепак, нели, доколку нема одржливо решение што ќе гарантира безбедна употреба на оваа улица, сигурно ќе следат некои акции од совет на родители, меѓутоа тоа треба да видиме на состанок на совет на родители, понатаму ќе видиме кои ќе бидат нашите следни постапки. Дали сте задоволни од одзивот на родителите кога веќе ги иницииравте сите овие активности пред се во насока на комуникација со град Скопје за барање на решението и сега кога веќе дојде до моментот да се излезе утринава од 7 до 8 часот тука на раскрсницата и да се направи овој мирен протест? Земајќи го предвид час кога сите родители со секојдневни врски носат деца на училиште, понатаму брзат на работни места, ние сме повеќе задоволни, имаме одзив, планиравме околу 100-150 родители, како што може и сами да видите. За почеток е добар одзивот и поддршката имаме од сите родители, од сите оделенија, од наставниците на нашето училиште. Пак ќе кажам, склотени сме во идеја што ќе донесе добропит, бенефит на сите жители, не само на нас како родители, пред се на учениците, на најмалите ученици да се враќаат, меѓутоа бенефит на сите жители во нашава населба. И се надеваме дека навистина мислам тоа е насочна потреба, тука не треба инертноста да биде наш сојузник. Мора да се реши ова. Забележуваме дека на протестот се присутни дури и најмалите, односно учениците, иако е прилично студено, тие во своите рачиња држат транспаренти со пораки кои што треба да допрат пред се до надлежните институции, но и особено до сите нас возрастните кои што сме должни да им обезбедиме една безбедна и сигурна средина во која што може секојдневно да функционираат. Да, видовме најмали учесници. Морам да напомнам дека наставата во нашето училиште се одвива непречено и редовно. Од 7:30 сите ученици се во училишните клупи. Најмалите ученици што гледате тука сигурно не се запишани во училишта. Меѓутоа нели тоа е личен избор на родителите, меѓутоа го збогатуваат овој настан со апел пред се за нивната безбедност. Да, тоа се идните ученици на ова училиште и треба да има во најкратко време соодветно решение. Ана, ви благодарам за разговорот со надеж дека навистина денешниот мирен протест гласно ќе одекне до надлежните институции, дека конечно ќе се заинтересираат да се изнајде соодветно сообраќајно решение за да биде оваа раскрсница побезбедна, посигурна и помирна. Благодарам и на вас. Тоа е она што во моментов се случува тука на раскрсницата пред основното училиште Љубен Лапе, каде што веќе слушнавте во теке наставата, часовите се одвиваат, но родителите се тука за да обезбедат безбедноста на своите деца. Дали, како и на кој начин градот Скопје ќе реагира, бидејќи е потребно најпрво таму да се дадат дозволи и да се започне со изнајдување решение, останува да видиме во следниот период, а телевизија Алфа како медиум секако дека ќе ви известува за сето она што ќе биде превземено или нема да биде превземено после денешниот мирен протест пред Љубен Лапе. Искра? Да. Ирина, многу ти благодарам на ова вклучување, да, или како што рече председателката на Советот, мора нешто да биде превземено. Како што ви благодарам вам на вклучувањето, се надевам дека наскоро ќе им заблагодариме на град Скопје што ќе се завршат својата работа, затоа што да подсетиме се работи за назначајното нешто, а тоа се нашите деца.